Почитувани, Република Македонија е земја за пример во светски рамки, која повеќе од 10 години нема спроведено попис на своето население. Во наше друштво, почитувани, замислете се наоѓа и Сомалија. Без регуларно спроведен попис на населението, согласно македонското законодавство и во согласно со европската пракса, и понатака се остава простор за сомнеш во избирачкиот список. Да ги подсетиме господата Заев и Спасовски, како и господјата Шекеринска, дека очекуваме Амди Бајрам и на овие избори да ги посети бутелските гробишта, објавувајќи дека сите тие гласале за нив. Горе споменатите, дами и господа, ги прашуваме после 3 години владење, има ли мртви души во избирачкиот список? Дали се имплементирани препораките на ОПСЕ и ОДИХР или пак дали веќе се договорија со нивните, демек политички противници, колку ќе си ги поделат, како и на кој начин мртвите души во списокот. Што се случува со основната задача на техничката влада? Да спроведе демократски и честни избори во духот на европските вредности. Имајќи предвид дека техничката влада се занимава со службени возила, со обезбедување на функционери, кариерен развој на државни службеници, како и разни коруптивни пракси и се друго што е од сфера на јавното обвинителство. Тогаш, дали тоа значи дека јавното обвинителство ќе биде тоа кое што ќе ги организира изборите во Република Македонија и ќе има директно влијание врз изборните резултати? Почитувани сограѓани, повеќе од 30 години политичката елита нема волја да спроведе честни и демократски избори. Нема волја да го промени изборниот модел, како и да се спротистави на незаконското финансирање на политичките партии и кампањи во Република Македонија. Дали ни предстојат уште едни предвремени, но наместени избори? Одговорот на ова прашање, почитувани сограѓани, е во ваши раце. Зато излезете на предстојните парламентарни избори. Масовно дајте и црвен картон на политичката елита и со вашата активност минимизирајте го влијанието на мртвите души во списокот, на купените гласачи на изборите и не дозволувајте друг да гласа во ваше име. Благодарам.